Петок, 15 ноември, кратки вести во 12 часот. Аеродромите во Скопје и Охрид добија нови линии, но тука нема да се застане, вели во интервјуто за Гласот на Америка генералниот директор на ТАФ Македонија Неџат Курт. Потенцира дека покрај повторното воведување на линијата до Базел, многу важна пресвртница е најавата на Turkish Airlines, кои ќе летаат од Охридскиот аеродром до Истанбул 4 пати во неделата. Приклучувањето на Turkish Airlines да лета од Охрид е одлична можност за патниците кои живеат во странство. Концесијата за управување на ТАФ со двата аеродроми завршува во 2032 година. Курт вели дека веќе имаат замисла како Скопскиот и Охридскиот аеродром да прераснат во нешто повеќе од она што веќе се. Охриѓани продолжуваат со организација на бројни настани и хуманитарни акции за помош на 3-годишната Теодора, која има потреба од операција со кохеларен имплант. Утре вечерот 21 часот во кафе барот Коко во трговскиот центар Амам ќе се одржи хуманитарна забава. Во меѓувреме покрај на T-Mobile 143 128 отворен е и број за донации на А1 143 465. Сите хумани граѓани може да донираат преку iCrowd.mk и pavelandreev.org, како и на жиросметката отворена во Стопанска банка на име Зоран Петревски. Од МВР алармираат на зголемена активност на измамници кои преку социјалните мрежи се представуваат како финансиски советници и најчесто нудат услуги за тргување со криптовалути. Овие лица се рекламираат со лажни профили или спонзорирани реклами, често ветувајќи висока заработка и брзи добивки, со што успеваат да ги привлечат жртвите кои бараат начин да инвестираат. Од МВР со апел до граѓаните да не инсталираат софтвер за далечински пристап на барање на непознати и да внимаваат на повици од непознати или сомнителни телефонски броеви. Времето денес променливо облачно со повремени врнежи од дожд, дува слаб до умерен северен ветер. Максималната температура во Охрид до 7 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.